Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, точно е речиси 11 часот и 10 минути. Маја Дамјановска во Индекс на Радио Слободна Македонија во следните 60 на минути. Стартот на оваа емисија го започнуваме со информацијата која вчера председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот Facebook статус ја објави, а се однесува на германската компанија Кеслер, која, како што се навидува, ќе отвори центар за истражување и развој во Македонија и фабрика во втората фаза на инвестицијата. Денеска односно вчера, оваа информација ја пренесува сите социјални мрежи. Се работи за компанија која се занимава со висока технологија во електромашинската индустрија и која за прв пат инвестира надвор од својата земја. Во првата фаза, како што е наведено, Кеслер ќе вработи десетина машински и електроинженери, за што огласот ќе биде распишан следните неколку денови. На почетокот ќе се лоцира во постоечки објект во Скопје, а во втората фаза треба да отвори фабрика во која ќе се вработат 50 на високо квалификувани лица. Како што е наведено и како што пренесуваат социјалните мрежи, Кеслер е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија. Има 90 годишна традиција во производство на опрема и алати за машинско моделирање, брусење, електромотори, CNC машини, сензори и слично. За владата е од особено значење што со неа ќе воведе разноликост во странските инвестиции, односно во типот на знаење и вештини кои се воведуваат во економијата. Компанијата веќе стапила во контакт со високообразовните институции и планира соработка со техничките средни школи. Толку од информацијата која што се однесува на германската компанија Кеслер, за кој што вчера информираше на својот Facebook профил председателот на ВМРО ДПМН Груевски. Но во фокусот странските инвеститори се во Индекс, денешната емисија Индекс, а по тој повод го имаме гостин министерот за привлекување на странски инвестиции Бил Павлевски. Со вас разговараме за странските инвестиции, странските инвеститори кои што досега инвестира и кои што се во преговори или се пред одлука за инвестиции во текот на ова или следните години. Добар ден, како сте? Добар ден, како сте ви? Добро. Супер, да, ви благодарам. Активни сте во последниот период со реализација на инвестициите на кои што вие работите во месеците наназад. Пред 10 дена информиравте дека една германска компанија, односно вие и подпишавте договор за реализација на инвестицијата во Bunerjix. Станува збор за German Electromechanics System. Точно од кој сектор, во која област работи оваа компанија и каква фабрика ќе гради на Bunerjix? Да, значи, како што знаеме до сега, повеќе од компаниите кои се во Bunerjix се занимаваат со автомобилската индустрија, произведуваат разни делови во автомобилската индустрија. Овој вид на компанија ќе произведува електрични компоненти, значи нешто различно што е од автомобилската индустрија, меѓутоа секако е поврзано со висока технологија. Ќе произведуваат LED светилки кои се применуваат во разни пазари на светот, и компанијата планира да започне со оваа инвестиција крајот на февруари, почетокот на март, инвестиција што треба да биде околу 15 милиони евра и да креира дополнително 200 нови работни места. И добро е што имаме веќе диверсификација во однос на Greenfield компании кои отвораат своји фабрични капацитети. Тоа е добро затоа што ќе имаме диверсификација во однос на знаење, меѓутоа исто така лицата што бараат работна со соодветни струки во овие сектори ќе можат да имаат можност да аплицираат и да работат во некои од овие постоечки компании фактички што ќе отворат нови своји производствени капацитети. За каде е наменето производството на оваа компанија? Значи, собствениците на оваа компанија потекнуваат од Блискиот Исток и првичните нарачки фактички ќе бидат пласирани на овој пазар.
До сега тие функционираат со работка со OEM партнери што ги имаат во Југоисточна Кина и тие производи ги пласираат веќе во Блискиот Исток. Меѓутоа целта, поради тоа што ја одбра Република Македонија, бидејќи на самиот почеток, како што кажува, анализираа повеќе земји и ја вклучија Република Македонија во нивната анализа, беше тоа што Македонија секако им нуди добри бизнис услови за извршување на бизнес, меѓутоа исто така географски е блиску до Блискиот Исток, исто така и блиску до Западна Европа, така што ќе имаат еден добар голем пазар што ќе им се отвори за продажба на нивните производи. Кога ја представувате Македонија, кој е адутот со кој што ги привлекувате странските инвеститори? Па секако зависно од кој сектор привлекуваме компанија, меѓутоа ево да речеме во производствените сектори, каде што то фактички ние приоритет и концентрација да се отвора што повеќе гринфилд фабрики. Битно на компаниите им е пристап до пазар. Значи, тоа е број еден, зависно кој пазар сака да го покрие, да имаат брз пристап до тој пазар. Второ, би рекол дека, или може исто така да се нарече исто вредно колку првото е квалитетот на работната сила и капацитетот. Значи, условите, целокупните услови за извршување на бизнес, стабилноста, политичка стабилност, нормално економска стабилност, тие се основните приоритети кои ги анализираат уште од самиот почеток. Значи, ако не ги исполнуваш овие критериуми како земја, тогаш остануваш и од понатамошната анализа. Меѓутоа, штом тие критериуми се поминати во понатамошната анализа, тие ги разгледуваат квалитетот на работната сила, дали зборуваат англиски или други јазици, секако колку брзо може таа работна сила да биде дополнително тренирана за да ги извршува работите во тие компании и прават комперативна анализа, значи никогаш не одат со една земја од самиот почеток, значи секогаш прават комперативна анализа меѓу повеќе држави, минимум 10 до 15 од самиот почеток, и потоа ја намалуваат таа комперативна анализа. Не би рекол дека во секој случај со сите овие компании дека цената на работната сила или оперативните трошоци се стално одлучувачки фактор. Значи, кога ја прават оваа комперативна анализа, тие разгледуваат многу повеќе фактори, некогаш се одлучуваат да инвестираат во локации што имаат и поскапа работна сила, затоа што секако квалитетот и продуктивноста на тие вработени може да биде подобра, или пристапот до пазарот може да биде подобар, што би се им платило да плаќаат повеќе за работната сила. Така што кога ќе го направат овој Matrix и ќе анализираат сите услови, донесуваат одлука, конечна одлука, во крајот фактички таа одлука се сведува на 3 до 4 земји, потоа извршуваат длабока анализа на терен, анализираат, доаѓаат тука почесто, тогаш кога кажуваме дека сме во фаза дека доаѓаат странски компании на терен, тогаш практично се во таа фаза кога одлучуваат меѓу повеќе земји, тогаш она лично влијание врз таа инвестиција, пријателскиот однос настроен од самиот народ, тука може да има клучни делови како им се допаѓа животот, социјалниот живот во градот и во околината, храната и тие други работи кои се дополнителни адути за некоја инвестиција секако и да дојде во Република Македонија, кога комперативната анализа може да биде многу слична со некоја од соседните земји. Значи, овие мали аспекти може да допринесат таа да заврши тука. Индекс со Маја Дамјановска. Да се враќаме повторно во студио. Гостин во Индекс е министерот за привлекување странски инвестиции. Бил Павлевски, разговараме за странските инвестиции. Пред паузата се фокусиравме на причините за кои странските инвеститори доаѓаат во Македонија и одлучуваат да инвестираат. Она што вие го кажавте е локацијата, висококвалитетната работна сила, но веројатно и бенефитите кои што ги уживаат во слободните индустријски развојни зони.
Апропо тоа, вчера од владата информираа дека во соработка со општините се барат нови 10 локации кои што на кои што ќе се распространат индустријски зони за привлекување на странски, но и на домашни инвеститори. Колку инвеститорите, оние странците, одлучуваат да инвестираат не околу Скопје, него надвор од Скопје низ целава земја? Да. Значи, секако една од целта на владата на Република Македонија е да има рамномерен развој во економскиот раст и овозможување на нови работни места на жителите што живеат секако во други делови на Република Македонија, посебно руралните делови на Република Македонија. И со оглед на тоа дека имаме индустријски зони во многу рурални делови, други градови надвор од Скопје, имаме доста примери компании кои веќе инвестираат во производствени капацитети во различни делови. Тоа како на пример беше таа компанија што пред 10 дена исто така започна со камен темелник, Акомпласт во Прилеп. Тоа е еден пример, меѓутоа тука има и други компании кои веќе имаат започнато со градба. Значи, секако целта е и на самите компании да ги таргетираат локациите што имаат соодветен кадар на работна сила. Значи, во некои случаи и самите компании не сака да дојдат во ситуација каде што би конкурирале со други компании во однос на некој вид на работна сила, затоа што тоа не би било поволно за никој од тие компании во тој дел на производството. Ако не име битен пристапот до пазарот, толку брзо да стигнат до некој пазар, тие одлучуваат додати во некои многу рурални делови во Македонија, како што имавме примери во Демирхисар или компанијата што беше во Кравари во Битолско, што јас мислам е голем придонес, значи 100 работни места што се креираат во некој рурален дел, што до сега не бил застапен со нови работни можности, многу повеќе значи него можда повеќе работни места што би се креирале тука во Скопје во однос на можностите што му се создаваат на граѓаните во тие рурални делови. Така што голем акцент се става кога компаниите доаѓаат да посетат што повеќе градови надвор од Скопје да одлучат да инвестираат во некој од нив. Вие ќе спомнавте Акомпласт, камен темелникот во зоната во Прилеп. Тоа е уште една ваша инвестиција со која што вие преговаравте, поради која што веројатно вие сте заслужен што таа е во Македонија и што ќе работи во Македонија. Ништо повеќе за германската компанија, што кој произведува, кога ќе почне производството, изградбата почна, кога се очекува да заврши и колку ќе влие тоа на вкупниот извоз. Да, значи тие сака да започнат со производство што побрзо, така што очекуваат дел од објектот да биде завршен пред летниот период, значи негде пред јуни, и пожелуваат според нивниот деловен план да започнат со производство во тој период јуни-јули. Значи се работи за компанија која производите што ги произведуваат се еден вид на пластично моделирање на компоненти. Таков вид на производство до сега не бил застапен тука во Република Македонија, ниту бил застапен во регионалните земји. Така што од тој аспект оваа компанија е доста битна, затоа што исто така ќе донесе многу висока образована технологија, што би ангажирало образовани лица, образовани кадри во овој сектор, кои дефинитивно првите кадри ќе бидат тренирани во нивните производствени капацитети во Лајпциг во Германија, и потоа би го донесле тоа знаење тука во Република Македонија и би тренирале дополнителни капацитети. Секако, како секоја инвестиција ќе допридонесе во однос на зголемување на извозот, меѓутоа јас би рекол најспецифично со оваа инвестиција е знаењето, ноу-хауто, затоа што е многу специфична индустрија и производството исто така ќе биде доста специфично, доста прецизно и таргетирано во однос на производството на специфични делови кои ќе се употребуваат во автомобили како BMW, Daimler, Bentley и други класи на автомобили. Така, Акомпласт е една од странските инвестиции во низата на компании кои инвестираат во автомобилската индустрија.
Веројатно, не знам, 70-80% од странските инвеститори кои што веќе функционираат, тоа си познати светски брендови во Македонија, се од автомобилската индустрија. Како Македонија успеа да стане атрактивна за странските инвеститори од овој автомобилскиот сектор, автомобилската индустрија? Значи, секако на самиот почеток Македонија не беше позната по овој сектор или по однос на привлекување на инвестиции. Ова го зборувам негде на почетокот во 2006. Со макотрпна работа, со доста маркетинг кампањи, роадшоа, комуникација со многу голем број на компании, трендот започна и сега дефинитивно можем да кажем дека е полесно кога се преговара со компании него кога било на самиот почеток, затоа што доста од овие компании веќе знаат за Македонија и постојат голем број на референци компании кои се веќе присутни тука на терен. Меѓутоа на почетокот секако било доста тешко затоа што привлекувањето на првите неколку компании е секогаш тешко кога тој начин на привлекување на инвестиции започнува. Сега би рекол, компаниите кога доаѓаат тука, често комуницираат и со други компании кои веќе се тука во Република Македонија и добиваат чиста слика како е нивното искуство тука во Република Македонија, што би рекол Johnson Mate и Johnson Controls. Да, најдобрите показатели кога ќе видиме дека една компанија инвестира во втори или трет производствен капацитет, што е случајот со многу од компаниите кои би рекол компаниите што отворија производствени капацитети првите производствени капацитети пред 3 години, сега отвораа втор или некој нив трет, како Johnson Controls, на пример. Тоа значи дека секако условите што ги нудиме кон странските инвестиции, значи стабилноста, она што е понудено, дека е стабилно и дека тоа го добиваат компаниите, е битно за како тие понатака креираат нови работни места и отвораат нови производствени капацитети. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме со разговорот со министерот за привлекување странски инвестиции, Павлевски. Министре, странските инвеститори дефинитивно ја сменија структурата на извозот. Еве, податоците од 2014 покажуваат рекордни 1 милиарда и 170 милиони евра. Колку е вкупниот извоз во 2015? Имате ли податоци со тоа што? Да, значи секако извозот драстично се зголемува од година на година и во 2015 соодветно со ноември извозот би е околу 1 милиарда 340 милиони евра, меѓутоа согласно декември мислиме дека овој извоз драстично ќе биде поголем, би се ближил до 1,5 милиарда. Така што следната година очекуваме дека фактички ова година 2016 извозот исто така да биде доста зголемен и го гледаме овој тренд, драстично овој тренд на зголемување на извозот, посебно од компаниите кои произведуваат од тризовите или од индустријските зони во кои фактички се лоцирани доста од овие компании кои ги наменуваат своите производи за извоз кон странските пазари. И како резултат, секако на нови факти, знаеме дека и трговската размена, билансот спрема некои одредени земји, како Германија, имаме позитивна трговска размена, допринесува во однос на зголемување на секако на таа размена и целокупно овој извоз, зголемување на извозот дефинитивно зголемува кон зголемување и на самиот бруто домашен производ, што е фактички крајна цел во однос на економскиот раст. Во делот кога разговаравме за странските инвеститори кои одлучуваат да инвестираат во другите делови од Македонија, во руралните средини, веднаш го земаме во преди фактот дека тоа значат нови вработувања и 100 вработувања значат многу за регионот, а сите овие странски инвеститори практично влијаат врз намалување на бројот на невработеноста. Тоа го потврди и Државниот завод за статистика. 25,5% беше последната информација
односно пресметка на Заводот за статистика. Колку оние идни странски инвеститори кои што допрва треба да ја реализираат својата одлука да инвестираат во Македонија ќе влијаат дополнително на намалување на невработеност покрај владините политики и програми? Јас би рекол драстично, затоа што сега сме во фаза каде што очекуваме прилив на поголем број на странски компании да инвестираат, меѓутоа како што сме сведоци веќе и домашните компании инвестираат дополнително. Значи беа најавени 2 нови компании кои ќе инвестираат, домашни компании, нови производствени капацитети во технолошко-индустријските развојни зони. Така што околу 15.000 нови работни места беа до сега се креирани во индустријските зони, кога би се реализирале сите овие дополнителни инвестиции што ги имаме најавено, би рекол ова бројка од 15.000 работни места секако би се дуплирала и би рекол до крајот на ова година, кога од компаниите кои веќе имаат започнато со градежни активности, кои ќе ги завршат тие градежни активности, кои ќе почнат да вработат, вработени во своите капацитети и новите компании што ги имаме веќе во најава кои ќе почнат да вработат, би се создале неколку илјади нови работни места до крајот само на оваа 2016 година, така што резултатот по однос на намалување на невработеноста врз основа на нови работни места од странски компании и од домашни компании ќе има големо влијание во однос на намалување на таа стапка и дополнително со другите владени политики кои ги спроведува владата по однос на намалување на невработеноста би ја очекувал во следните години да биде драстично намалена од 25%. Во однос на соработката со домашните компании и странските, колку е намален јазот помеѓу нив, колку може домашните компании да одговорат на потребите на странските инвеститори? Значи, секој почеток е тежок, меѓутоа сега гледаме дека што поголем број на домашни компании соработуваат со странските компании. И она што сме го забележале е фактот дека странските компании во некои случаи им помага на домашни компании по однос на добивање на разни сертификати или квалификација на нивните производи за да може да ги употребат во својот производствен процес, што е битно затоа што кога ги продаваат и производи на странските пазари, им е потребен некој сертификат или дека таков компонент на производство што домашните компании го произведуваат е на невисоко интернационално ниво. И гледаме доста голема соработка меѓу посебно некои компании кои ги произведуваат своите производи тука во Македонија. И тој процес понатака би очекувал да се зголеми. Значи, бенефитот е добар за двете страни. Странските компании секако би сакале во својот ланец на добавувачи да бидат компании што поблиску до нив, а исто така бенефитот на домашните компании е тоа што им се зголемува својот пазар, значи имаат нов пазар на компании што го немале во минатото и кога нивната побарувачка на нивните производи би се зголемила, секако бројот на вработени што би ги ангажирале во своите производствени капацитети би се зголемил. Така што би очекувал овој тренд да продолжи и да се зголеми понатака во иднина и секако тоа ќе допридонесе намалување на бројот на невработеност целосно во целата економија. Така, на стартот на годината тогашниот премиер, а сегашен претседател на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави годинава нови 35 странски инвеститори. Со колку во моментот се преговара? Значи, ние преговараме со голем број од овие компании. Во кои сектори се? Значи, би рекол дека секако производствените сектори има компании што се секако во автомобилската индустрија и други производствени сектори кои би отвориле нови фабрики, значи нови гринфилд инвестиции, меѓутоа би напоменал дека следната инвестиција што би ја најавиле би била компанија која веќе има донесено одлука на бордот на директори да отвори
нови работни места по однос на креирање на софтвер, значи ќе биде информатичка технолошка компанија од Западна Европа која секако ќе креира работни места за кои ќе треба да бидат ангажирани доста високо образовани лица и ќе произведуваат еден од најсофистицираните софтвери што се произведува сега во овој момент. Меѓутоа, паралелно покрај овие компании, ова компанија работи и на други сектори, кај има интерес и преговараме со компанија која би сакла да отвори производствени капацитети во производството за храна, како на пример тука знаете во Македонија имаме искуство и традиција по однос на производство на храна која е доста позната посебно во регионот. Ова компанија е реномирана компанија која сака да тоа производство на македонска храна да биде проширено и ширум другите пазари во Европа. Целокупно гледано, значи како што напоменав и на почетокот на емисијата, таргетираме компании кои би донеле диверсификација во самата економија, кои би ангажирале работни кадри во повеќе сектори и секако целокупно би допринеле целокупниот извоз на тие производи да биде зголемен. Така, и на кои други проекти работите во моментот како последно прашање? Па преговараме исто така и со компании кои покрај овие што ги напоменав, производствени капацитети, информатичка технологија, има некои компании кои се заинтересирани исто така во развојот на туристички зони, можно е да има некои инвестиции во некој така поголем туристички комплекс што би се изградил, што би допринесол кон привлекување на повеќе исто така туристи кон Република Македонија и секако ова дејство креира доста работни места. Покрај директните контакти што ги имаме со овие компании кога преговараме, исто така воспоставуваме нови контакти, значи тој циклус секако продолжува да се востапи во контакт со што повеќе нови компании во различни сектори и тој тренд во иднина да продолжи, затоа што тоа е единствениот начин фактички кога компаниите ќе разберат за Република Македонија и кога ќе одлучат каде да инвестираат. Република Македонија влегува во една од тие фази што тие анализираат, спроведуваат анализа и конечно одлучуваат каде да инвестираат и ние се надеваме дека тие инвестиции тука ќе влезат во Република Македонија. Да, јас истото тоа го посакувам, како и сите веројатно ние, бидејќи тоа веројатно ќе го почувствувам и директно, затоа што економскиот развој на земјата директно влијае на благосостојбата на сите граѓани. Секако. Ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија. Измина времето предвидено за нашиот разговор. Ви посакувам убав ден. Благодарам. Индекс со Маја Дамјановска. Да, на самиот крај на Индекс сме, а пред крајот уште неколку бизнес информации. Веќе информирав дека германската компанија Кеслер ќе отвори центар за истражување и развој во Македонија и фабрика во втората фаза на инвестицијата. Оваа инвестиција ја најави вчера председателот на ВМРО ДПМН Груевски, а името и плановите на компанијата ги објавија социјалните мрежи. Се работи за компанија која се занимава со висока технологија во електромашинската индустрија и која за прв пат инвестира надвор од својата земја. Во првата фаза Кеслер ќе вработи десетина машински електроинженери, за што огласот ќе биде распишан следните денови. На почетокот ќе се лоцира во постоечки објект во Скопје. Во втората фаза треба да отвори фабрика во која ќе се вработат 50 високо квалификувани лица. Кеслер е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија. Има 90 годишна традиција во производство на опрема и алати за машинско моделирање, брусење, електромотори, CNC машини, сензори и слично. Компанијата веќе стапила во контакт со високообразовните институции во земјава и планира соработка со техничките средни школи. Понатаму во тек е процедура за утврдување на над 10 нови локации за индустријски зони во поголем број на општини во земјата. Се унапредуваат условите за привлекување на инвестиции од странство, но и за поддршка на домашните бизнисмени за отварање на нови капацитети кои би биле лоцирани во индустријските зони.
Отварањето на капацитет во овие индустријски зони кои се под ингеренции на општината за бизнисмените ќе значи ефтина цена за купување на земјиштето за изградба на капацитетот и комплетно редена инфраструктура од страна на општината за функционирање на бизнисот. Позитивните примери на индустријските зони во Илинден, Битола и други општини, владата сака да ги преслика низ целата територија давајќи поддршка на општините. Стручни тимови од Министерството за транспорт, катастарот и Агенцијата за планирање на просторот вршат проверка на документацијата, плановите и непосредно на терен утврдување на локациите. Во теки утврдување на погодни локации за формирање нови локални индустријски зони, Министерството за транспорт и врски во соработка со Агенцијата за недвижности веќе врши анализа на погодни локации. Анализата опфаќа утврдување на земјишта во собственост на Република Македонија со површина над 5 хектари, утврдување на погодни локации од аспект на собственост на земјиштето и можности за урбанизација во соработка со единиците на локална самоуправа. Финално ќе се дефинираат погодните локации и ќе се отпочне со изработка на урбанистички планови. Со ова ќе се овозможи формирање на најмалку 10 нови индустријски зони со повеќе од 10 градежни парцели за изградба на нови индустријски капацитети. Реализацијата на овие индустријски зони ќе оди со продажба на парцелите по пат на електронско јавно надавање со почетна цена од 1 евро за метар квадратен, каде што право на учество ќе имаат сите заинтересирани инвеститори. Со реализација на овој проект ќе создадем услови за реализација на нови инвестиции, отварање на нови работни места и зголемување на индустријското производство, изјави владиниот портпарол Ѓоргиев. А и годинава ќе се делат субвенции за граѓаните кои ќе вградат сончеви колектори. Барањата ќе се поднесуваат до 31 мај годинава. Субвенцијата е до 30% од трошоците, но не повеќе од 300 евра во динарска противвредност. Право на учество на јавниот оглас ќе имаат оние кои ќе купат и вградат во своите домови соларни колектори во периодот од 21 јануари до 31 мај. Услов е да го немаат искористено правото, а претходно објавените јавни огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви колектори. Јавното извлекување ќе се одржи на 4 јуни. Со оваа информација ја завршуваме денешната индекс во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител Маја Дамјановска. Денеска е 26 јануари. Се гледаме за една недела, односно се слушаме. Пријатно. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.